Европската комисија го поздрави продолжувањето на дискусиите меѓу лидерите на политичките партии во Македонија и посочи дека е важна имплементацијата и адресирање на листата за итни реформи што Европската унија ги побара. Портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич потврди дека има надеж за ставање крај на политичката криза во Македонија и оти итните реформи што ги побара комисијата е најважно да се решаваат. Она што можем да го кажеме дека го поздравуваме продолжувањето на дискусиите на лидерите на политичките партии во Македонија, вклучително и имплементацијата на препораките што Европската комисија ги представи и се однесуваат на договорот од 2 јуни. Ние очекуваме конкретни резултати од овие разговори во блиската иднина, истакна Коцијанчич. Грчката влада наводно подготвува нов сеопфатен предлог договор што наскоро ќе го достави на разгледување до своите партнери со цел вечерва да се свика состанок на Еврогрупата. Јави грчката телевизија Мега, додавајќи дека последниот предлог поднесен од страна на председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер е почетна точка, а од премиерот Алексис Ципрас се очекува иницијатива. Извори во Европската комисија за телевизијата изјавиле дека по предлогот кој бил донесен синоќа, отворени се сите канали за комуникација со Атина и се прават напори грчката влада да подготви нов предлог. Ципрас и денеска телефонски контактирал со Јункер, со председателот на банката Марио Драги и со председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц. Во меѓувреме, поради наводите дека се прават подготовки за премин кон драхмата, грчкиот премиер се соочува со зголемен притисок од членовите на партијата и владата да го прифати последниот предлог доставен од страна на кредиторите, пишуваат грчките медиуми. Подпредседателот на владата Јанис Драгасакис, кој действува како мост меѓу европските институции и Грција, побара од премиерот враќање на преговарачката маса во најкусможен рок со цел земјата да се одржи во живот. Генералниот секретар на владата пак Спирос Загијас наводно се подготвува да поднесе оставка од функцијата, особено ако премиерот не го преиспита својот став. Доколку Ципрас одлучи да ги игнорира повиците за враќање во преговорите, многу веројатно е дека повеќе владини представници отворено ќе се дистанцираат од официјалната политика на Атина и најверојатно ќе следат многу оставки. Во меѓувреме се отвараат илјадници експозитури на банките кои ќе работат до крајот на неделата и каде ќе се исплаќаат средствата на пензионерите кои немаат платежни картички за да ги подигнат пензиите од банкоматите. Освен исплата на пензии, банките нема да извршуваат други работи до 6 јули, откако вчера беа затворени со дневен лимит за подигнување пари од банкомати на 60 евра. Скопје е првиот град во регионот кој добива организација на вакво престижно фудбалско надпреварување што представува голема чест, но и голема одговорност. Суперкупот е настан кој ќе биде голем импулс и мотивација за развој на фудбалот на нашата земја и секако на регионот, а воедно и одлична можност Македонија да се промовира и афирмира пред светската јавност. Истакна председателот на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓорѓиевски по добивањето на организацијата на УЕФА. Бројот на работници во индустријата во мај годинава во однос на мај лани бележи пораст од 1,9%, објави Државниот завод за статистика. Според сектори, бројот на работници во преработувачката индустрија бележи пораст од 2,8%. Во истиот период од мај лани до мај годинава забележано е зголемување на прометот кај трговијата со храна, пијалоци и тутун од 8,2%. Од утре ќе почне примената на времениот режим на сообраќај на тешките товарни возила во викендите од летниот период на магистралниот пат Скопје-Охрид-Скопје. Забраната се однесува на тешки товарни возила чија вкупна маса преминува 7,5 тони. Режимот ќе трае до 1 септември, соопшти Автомотосојузот на Македонија. Од утре почнува и ограничувањето за пловидба на скутери и чамци по водите на природните езера во Македонија. Забраната за движење е до 31 август во периодот од 11 до 19 часот. Низ Охридското, Преспанското и Дојранското езеро. Чамците пак не смеат да пловат по езерските води од 21 до 05 часот.